Цели 9 години, Охридската болница за кардиоваскуларни заболувања, во која годишно се вршат над 2000 интервенции и каде се лекуваат најтешките пациенти од целиот регион, чека да се префрли во новиот болнички блок во специјалната болница Свети Еразмо. Изградбата на новиот објект запре во 2017 година и не се знае кога и дали воопшто ќе продолжи. Министрите за здравство сите редум, кој како доаѓаше ветуваше дека објектот наскоро ќе биде пуштен во употреба, но и по 7 години тоа не се случи. Закочувањето на градежните активности во тој објект и тоа како се одрази на развојот на ова установа. А пак за установувањето на развојот на ова установа се одразува на здравјето на пациентите. Колку што сум јас запознат, постои судски спор помеѓу изведувачите на градежните активности и Министерството за здравство како нарачател на тие градежни активности. Инвестицијата тешка 3,5 милиони евра првично требаше да биде реализирана до април 2017. Во 2018 тогаш актуелниот министер Венко Филипче даде нов рок за завршување на објектот – септември 2019. Потоа Беким Сали во 2022 уверуваше дека на почетокот од 2023 пациентите со срцеви заболувања ќе се сместат во новиот болнички блок во Свети Еразмо и оти се работело за мал застој кој се уште трае. Тука имаше некој мал застој кој што за жал трае со години. За 5% од целиот проект е стопирано завршувањето и техничкото примопредавање на објектот. Од Министерството за здравство не се одважија да ни одговорат на прашањето што се случи со новиот болнички блок, дали воопшто ќе биде пуштен во употреба. Дознаваме дека изведувачот, градежната компанија Вија од Вевчани на 31 октомври 2017 целосно ги прекинал работите на објектот кој е готов 80%, бидејќи се уште не се ослободени старите операциони сали кои треба да се урнат за тој да може целосно да биде завршен.